Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МГц. Почитувани слушатели и драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Ве поздравувам во уште едно издание на емисијата Студентски парламент. И еве на самиот почеток за што и со кого ќе зборуваме. Значи, од 24 до 26 ноември 2025 UKLO Colors ќе го одржи првиот хакатон на кој студенти и професори од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, експерти и соработници на универзитетот ќе креираат паметни решенија на предизвиците на зелена, социјоекономска и дигитална транзиција, храна и земјоделие од мултидисциплинарен пристап или перспектива. На хакатонот, кој, како што кажавме, ќе се одржува од 24 до 26 ноември, во студентскиот информативен центар и на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола се очекуваат и екипи од странство, екипи од останатите универзитети, членки на Европската универзитетска алијанса Colors. Токму за ова ќе зборуваме со нашата денешна гостинка, професор доктор Мимоза Богдановска Јовановска од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, раководителка на заедничкиот простор за соработка меѓу UKLO и заедницата во рамки на Colors. Професорке, добре дојдовте во програмата на UKLO FM Битола. Добре ве најдов, благодарам на поканата и поздрав сите слушатели на UKLO FM. Неодамна разговаравме веќе за хакатонот и тогаш рековме дека ќе треба повторно да разговараме и да ги кажеме информациите за хакатонот кога е веќе пред самиот почеток, а еве почетокот е тука, веќе идната недела од 24 до 26 ноември, прв UKLO Colors хакатон, подготовките се веќе при крај. Точно така, во текот на наредната недела од 24 до 26 ноември на две локации во рамките на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, односно нашиот универзитет, ќе се реализира првиот хакатон во рамките на Colors, еден од многуте кои што во наредниот период треба да се реализираат, повторно ќе речам, како проектна активност на Colors. Рековте, ова е активност во рамките на Colors, меѓутоа да кажеме дека тоа е нешто што според сите оние правила, ако можем така да ги речем, или она како функционира Colors, мораше или беше како задача поставено од Алијансата. Токму така, кога се креирал проектот во рамките на работниот пакет 4, во кој што е лоциран така наречениот CoSpace, кој што знаете дека локацијски, физички се наоѓа во студентскиот информативен центар во Битола. Една од активностите кои што треба да се реализира покрај двата колабови или колабораториуми кои што веќе се реализираа во јуни, следува и реализација на еден хакатон. Како ќе се реализира хакатонот е оставено малку на секој од универзитетите да го организира на начинот на кој што смета дека најдобро тоа ќе го направи, зборувам од локацијски аспект, така да во оваа ситуација по долги размислувања се свати дека најдобро е да тоа биде комбинација на локацијата каде што се наоѓа тој CoSpace простор, а од друга страна да тоа биде поврзано со некој од факултетите. Ја имаме чест Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, токму таму од каде што јас доаѓам, меѓутоа и кој што ја носи област која во суштина е присутна на секој од хакатоните, а тоа е информатиката. Да, овој пат комбинацијата или почетокот на серијата на вакви хакатони биде токму комбинација помеѓу студентскиот информативен центар и односно CoSpace-от и еден од факултетите, односно Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола. Така што првиот ден, значи отворањето, ќе се одвива во CoSpace-от, додека останатите 2 дена, вклучувајќи го и доделувањето на наградите кои што ќе се случи на крајот на третиот ден, на оние кои што ќе дадат најдобро, најинтересно решение, ќе се случува на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии. Професор, ќе зборуваме хакатон. И минатиот пат кога зборувавме, рековме дека како термин можеби е име најпознат на младите,
но со оглед на тоа што имаме и повозрасна публика, и тогаш рековме дека е добро да објасните малку повеќе за каков настан практично се работи, па ајде и сега, на кратко. Да, никогаш не е лошо да се повторуваат некои работи кои што се нови во етерот, и ако ќе речам дека можеби нов термин овој беше во 2017 година, кога во Битола на ниво на цела Македонија се одржа првиот хакатон најголем, кој што го имавме со 111, интересна бројка, 111 учесници. Тогаш да, беше ново, а денеска мислам дека имаме една динамика во која што скоро на месечно ниво се одржуваат по еден или два хакатони, како една активност која што пробуди првино од една страна доста интерес кај младите, а од друга страна пак допринесе за раѓање на идеи и водење на еден нов начин на размислување кај младите луѓе. Во суштина што представува хакатонот? Хакатонот представува една активност во која што оној кој што го организира или во име на некој кој што побарал да биде организиран хакатонот, се дава предизвик. Предизвикот е новиот термин исто кој што во последно го користиме, замена за проблем. Значи решавање на некаков проблем кој што е актуелен во заедницата и за кој што треба да се даде решение, најчесто со примена на технологиите. Примената на циркуларната економија исто така е еден од моментите кој што често е присутен на ваквите предизвици, односно на хакатоните, затоа што тие две нешта се гледаат како нешто кое е најактуелно и на кое што треба да му се обрне внимание при донесувањето на решенија за одредени проблеми. Така да и овој пат хакатонот кој што го организираме во суштина има предизвик, меѓутоа интересен е фактот и разликата, за разлика од останатите хакатони кои што се организираат, дека ставува збор за 3 предизвици во моментот. И сега од каде доаѓа идејата или што е она што е специфично, зошто е така? Видите, ако се сеќаваме на што претходно го реков, дека во рамките на Колос, во работниот пакет 4, имаме 2 колабораториуми кои што треба да се реализираат на различни теми, тогаш нормално е да имаме 2 предизвици кои што ќе дојдат на хакатонот, затоа што тој е нормален след на тие активности. Меѓутоа ќе земеме уште еден факт, дека во изминатата година, односно во 2024, се случи уште еден пробен колабораториум, што значи имајќи во предвид дека ние во рамките на проектот сме разгледувале 3 актуелни проблеми кои што се во 3 различни области, од кои едниот во делот на храната, другиот во делот на социјалната инклузија и третиот во делот на енергетиката, како составен дел на тројната транзиција која што треба да ни се случува. Тогаш нормално беше за нас да организираме 3 предизвици да дадеме на учесниците во рамките на овој хакатон и на тој начин да овозможиме да се креираат идеи на 3 проблеми на кои што во изминативе 2 години се работело во рамките на Колорс. 3 предизвици на кои што очекувате пријавените екипи да изработат или да понудат некакви решенија. Што очекувате? Па очекуваме реални решенија кои што ќе можат подоцна како некакви стартапи да се пуштат во етерот, односно да се разработат и можеби да имаме не само стартапи, туку во иднина и успешни бизниси како решенија на дадените проблеми. И сега кажете ми во овој прв дел од разговорот малку поопшто можеби зборуваме, дали на останатите универзитети и членки на Европската универзитетска алијанса Колорс веќе се одржани вакви хакатони и кои предизвици таму беа поставени пред младите? Хакатони, да. Во овој период е активен месец на одржување на хакатони, затоа што гледајќи горе доследот на активностите што треба да се направи, предходница се колабораториумите кои што се случува и сега на крајот на годината веќе следуваат хакатоните. Тоа значи дека во овој момент барем 6 активни повици за хакатони има, од кои што со они во Франција во исто време всушност ни се случуваат. Околу темите повторно ќе се надевам дека не сум досадна со тоа што се повторува, меѓутоа темите се во тој распон. Околу храна, здрава храна, отпад на храна, така да голем дел од хакатоните буквално се на таја тема. Другиот дел се однесуваат на енергијата, обновливи извори на енергија, заштеда на енергијата и така натаму. Што значи дека помалку или повеќе во рамките на алијансата на 9 универзитети се едни исти, односно слични теми
така што и конкуренцијата на идеите ќе биде многу поголема, а со тоа и можноста да добиеме баш интересни решенија за оно што е поставено како предизвик. Тука ќе направиме пауза, музичка се разбира, во програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, потоа ќе го продолжиме разговорот. Почитувани слушатели, бидете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Рече ке ме сакаш, дур си жив, дур си жив. Рече ке ме чуваш во свој филм од туги допири. Зошто не е така? Кажи ми, зошто не е така? Срце отвори, дојди ми ти, дојди ми ти. Душа одмори во мој миг, во мој миг. Пушти прикази, ќе помине се за ног или две. Срце отвори, дојди ми ти, о дојди ми ти. Никој не те сака како јас, како јас. Овој живот слика се во нас, се во нас. Сакам да те викам, мојот сон, мојот сон. Сакам да те чувам цела ноќ, цела ноќ. Срце отвори, дојди ми ти, дојди ми ти. Душа одмори во мој миг, во мој миг. Пушти прикази, ќе помине се за ног или две. Срце отвори, дојди ми ти, о дојди ми ти. Никој како јас, никој како јас. Знаеш ли, знаеш ли? Срце отвори, дојди ми ти, дојди ми ти. Душа одмори во мој миг, во мој миг. Пушти прикази, ќе помине се за ног или две. Никој не те сака тебе, никој не те сака тебе, како јас те сакам. Никој не те сака тебе, никој не те сака тебе, како јас те Јавене повторно назад во програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битол. Ве подсетувам, ја следите емисијата Студентски парламент. Наша гостинка денеска, професор доктор Мимоза Богдановска Јовановска од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, но овој пат ја најавувам и како раководителка на заедничкиот простор за соработка меѓу UKLO и заедницата во рамки на
Colors, на UCLO Colors. Зборуваме за предстојниот хакатон, прв хакатон UCLO Colors, кој ќе се одржува од 24 до 26 ноември 2025. Професор ги кажавме оние општи работи, ако можам така да кажам, за хакатонот, за настанот кој што ќе се случува. И сега може би да преминеме на оно што значи конкретни активности кои што ќе се реализираат во следните 3 дена. На почеток повикот за учество беше отворен со време, што се вели по-битолски, така да младите, студентите, но не само студентите, туку и средношколци беа поканети да учествуваат и пошироката заедница, нели, невладини организации и така натаму. Имате ли бројка барем досега колку пријавени има? Токму така, значи отворен е повикот, споделена е информацијата и бројот на учесници секојдневно се зголемува. Утрово проверката покажа 24 учесници, што е една добра бројка со оглед на тоа што има уште 4 дена до затворањето на конкурсот, на повикот. И при тоа да знаеме дека сме во една колоквиумска недела, тоа значи дека студентите најверојатно ќе го чекаат последниот момент, откако ќе го положат и последниот колоквиум во петок, да аплицираат за нивно учество. Очекуваме, значи, бројката да биде близу 40, со тоа што во таа бројка, да кажам дека нема да бидат само ученици, односно студенти, извинете, на универзитетот, туку ќе бидат и средношколци, најчесто од училиштата со кои што имаме успешна соработка и каде што има активни ментори, односно професори кои што ги мотивираат своите ученици да учествуваат на вакви настани. Но повикот беше отворен и за студенти од универзитетите, членки на Алијансата Colors, па очекуваме ли и екипи, тимови од надвор? Нормално дека очекуваме. Имаме најава за УГД, односно Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Меѓутоа да видиме што ќе покаже реалноста, односно колку од нив ќе се пријават, имајќи во предвид дека и сите останати универзитети се поканети. Меѓутоа знаете, ако нешто се случува во Скопје, тогаш тенденцијата да се појде таму е многу поголема. Овие ќе бидат први чекори во кои што од другите градови од Македонија би дошли и би учествувале на нашиот универзитет, што за нас е и голем предизвик и голема одговорност, меѓутоа и голема среќа да имаме студенти од другите универзитети. Рековме првенствено студенти, но тука се и средношколците, кои што барем во изминатите хакатони кои што се реализирале, имавме и неколку хакатони на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, беа во голем број, па понесоа и едни од главните награди, што значи дека имаме добар подмладок кој што треба и понатаму да се едуцира и да се воведува во се она што значи информатика, комуникологија, но и да дадат свој придонес барем и критичко размислување. Токму така. Видете, кога ќе дојдат учениците на факултет, веќе тие донекаде се оформени личности. Многу добро е кога ваквите активности кои ги презема универзитетот побуди еден интерес и направи една насока уште во текот на средношколските денови. И нам ни е полесно после со такви студенти кои што ќе дојдат веќе оформени и насочени во овие правци, а од друга страна и за нив е поинтересно затоа што од една страна доаѓаат да учествуваат на хакатонот, да го дадат својот придонес, меѓутоа од друга страна и гледаат што е она што како следна дестинација би било интересно за нив, а тоа се нашите факултети, значи не зборувам само лично за Факултетот за информатички и комуникацијски технологии од каде што доаѓам и кој што во суштина е првенец и најраздвижен во поглед на одржување на хакатоните, туку и на другите факултети, затоа што идејата на Colors е токму тука да дестинацијата во која што ќе се случуваат хакатоните со оваа позадина, значи да ги привлечат средношколците, да видат која може да биде нивната следна дестинација, е да менува хакатонот локацијата, односно еден ден да биде во заедничкиот простор за соработка во рамките на студентскиот информативен центар, а другите денови да биде на некој од факултетите во рамките на универзитетот. И сега можеме да преминеме на она што значи програма или агенда за работа ден по ден. Отворањето е на 24 ноември, понеделник, рековме веќе, ќе се случува тука во колаборативниот простор во студентскиот информативен центар на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Се разбира поздравни обраќања, гости, онака како што доликува на еден ваков голем настан. Токму така, со оглед на големината, значењето на хакатонот и времето во кое што се реализира, значи
нормално да започне со некакво обраќање, меѓутоа тоа нема да биде некакво, туку ќе биде токму од ректорот на универзитетот, од професор доктор Игор Неделковски. Потоа следува обраќањето на деканот на факултетот за информатички и комуникацијски технологии, професор доктор Благој Ристевски, па тука ќе биде академската раководителка на проектот Colors, тоа е професор доктор Рената Петревска-Нечевска, и на крај моето обраќање за значењето на хакатонот како раководител на тој заеднички простор за соработка. Ќе се започне веднаш со работа? Да, ќе се започне со работа со тоа што како што следува во рамките на агендата наша, меѓутоа и генерално на што се случува на хакатоните, да има некаква активност во која што учесниците ќе се запознат и ќе направат една синергија помеѓу себе. Значи ќе следува некаква активност во која што тие ќе бидат инволвирани. Ова активност е подготвувана од страна на студентите кои што се вклучени во организација на овој хакатон, затоа што во суштина станува збор за студентски хакатон, така и го нарекуваме, така да и тие го имаат својот главен збор во делот на организирање и настаните кои што треба да следуваат, а после тоа веќе ќе следи соопштување на предизвиците, онака како што се дефинирани од експерти во областите кои што за оваа намена ќе дојдат во тој простор и тоа ќе го споделат со учесниците. Предизвиците веќе ги кажавме. Токму така, значи ги кажавме, станува збор за 3 предизвици. Едниот предизвик е поврзан со храната, отпадна храна, циркуларна економија, потоа заштеда на енергијата како втор предизвик и можности за нови обновливи извори на енергија, и третиот предизвик е поврзан со социјалната инклузија. Добро, сега да го речеме дека кога се пријавуваат за еден ваков настан, учесниците се информираат што од прилика ќе се работи, на кои теми ќе треба да работат или кои предизвици, еве како што кажувате, може би имат претходни сознанија, искуства, меѓутоа добро е и на самиот настан да им се посочат работите, на што може би треба да обрнат повеќе внимание, па затоа еве за сите нив организирате на некој начин и претходно некоја подготовка, ако можем така да ја наречем. Па подготовка јас не би го дефинирала тоа баш како лош збор. Не. Многу е битна перцепцијата како ја имаме. Да, гледано од страна делува како подготовка, меѓутоа во суштина она што се случуваше во изминатиот период, значи тие колабораториуми кои што се случија во јуни месец, беа отворање на сите проблеми со кои што се соочуваме како заедница во поглед на овие предизвици во рамките на овие области, значи. Така да повеќе би гледала само како отворање на проблеми, а не како подготовка. Подготовката во суштина е она што самите учесници треба да го направат, односно да истражат или да размислуваат и на база на тоа да искреираат заеднички некаква идеја за подобрување или надминување на тие проблеми. Така да хакатоните во суштина некоја посебна подготовка немаат. Најголемиот придонес што може да се направи е да се постават или отворат проблемите со кои што се соочуваме. Од тука после многу лесно младите луѓе креираат решенија за кои што ние малку повозрастните дури стануваме в чудо невидени како се досетуваат на таквите можни решенија и колку од нив реално се активни во светот или кај нас и даваат надминување на тие проблеми. Вториот и третиот ден, веќе кажавме, ќе се реализира хакатонот на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии. Точно така, значи ја менуваме локацијата, одиме во соседството, затоа што во рамките на овој дел од градот ни се наоѓаат и двата простори локацијски, со тоа што третиот кат на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, кој што во суштина е дел од исто така проект, кој што е поврзан со активности од овој тип, ќе се случува работата во тимови. Таму има прекрасни услови, на простори кои што се физички одделени за да може тимот да има целосна комоција во текот на своето работење, што е еден од главните услови за да се постигне резултат и да се постигне синергија за да се креира некоја така добра идеја. Токму затоа таа промена на локацијата ќе настане во тој период, односно вториот и третиот ден. Но тука можам да забележам по агендата, нели, има и одредени мотивацијски говори, слично. Да. Значи,
Работењето во тим, колку што е интересно, е и напорно и во даден момент има потреба од бустирање, еве да употребам еден нов збор, односно забрзување на процесот, дополнителна мотивација и сето тоа го имаме осмислено на начин што во даден временски период од денот ќе се вклучуваат различни личности или експерти кои што имаат допирни точки со она што го работат тимовите, не точно во темата и областа во која што работат, туку во делот на нивно мотивирање, што значи стартап, како тие почнале, значи ќе имаме успешни приказни на стартапи кои што во минатото започнале токму како нив со креирање на идеја на хакатон, а подосна ја доразработили веќе се успешни бизниси. Исто така имаме во план да дојдат, предвидени се представници на различни фондации и инкубатори кои што ја имаат идејата за поддршка на ваквите идеи кога веќе еднаш ќе се родат, да низ некакви програми, најчесто 3-месечни, како што е Стартап Македонија, например, да сето тоа го донесат во фаза на реален бизнис кој што би можел да започне со својата работа. Исто така да ги добијат или споделат информациите во поглед на тоа кој се може да ги финансира ваквите нивни идеи, каде се треба да се обратат, а при тоа да добијат учесниците информација за тоа како треба да изгледа презентацијата, како треба да го креираат претходно својот буџет. Нема да одиме во детали, меѓутоа мораме да ги натераме да има и момент на креирање на буџет, затоа што секоја идеја за да биде реалност потребно е да биде поврзана и со финанси и на крај да ги подготвиме целосно за да можат да го направат тоа така наречено питчување на идејата, односно представување пред жирито во ситуацијава. Тоа ќе се случува вториот и третиот ден? Токму така. Да, во вториот и третиот ден, значи имаме по 2 сесии во кои што од едната страна ќе имаме мотивацијски, значи содавање на информации, што значи стартап, какви се успешни стартапи има, значи успешни приказни, неколку кои што ги обезбедивме за оваа намена, а во вториот ден повеќе е во насока на нивно подготвување за успешно презентирање на идејата. Добро, ќе направиме сега уште една музичка пауза, па ќе го привршуваме разговорот. Подгответе се, професор, ќе да одговорите на уште неколку прашања, а вие, почитувани слушатели, останете понатаму со нас на 90,8 МГц.
Сила што ме тера, Божи глас да чујам, во себе што ме крева, вечна љубов ја забарам, вечна љубов со него да најдам. Професорке, обично хакатоните траат 1 до 2 дена, сега нашиот Uplo Colors ќе трае 3 дена, се очекува интензивна работа, некогаш се сеќавам на првиот хакатон кој што го спомнавте, кој што практично и вие го организиравте во Центарот за култура во Битола, огромен број учесници, кои што работеа 48 часа без престан, сега ќе имат ете да речеме и малку одмор, ако може да се рече, или ако си го дозволат, ќе се работи од 10 до 18 часот. Меѓутоа, не значи дека после 18 часот ќе ја остават работата настрана учесниците. Предпоставувам дека и времето што ќе им биде дадено за одмор ќе го искористат токму на она што значи нивна работа и подготовка на некаква апликација или некакво решение, се во интерес нели да направат што подобар труд, еве ако можем така да речем. Токму така, значи два моменти ќе се случуваат после тие сати активна работа на локација која што ја споменавме на факултет или во колаборативниот простор. Активностите се од два типа. Првиот тип е дружбата. Затоа што за да имате успешна креативна работа мора да се одморите и да му дадете и на телото и на мозокот нешто што му одговара, релаксирачко, за после тоа да излезе некакво решение. Тој е првиот момент, меѓутоа точно и онај вториот момент дека и тоа време кога нема да бидат на физичка локација заедно, не значи дека тие нема да работат, значи сите можности кои што ги пружа технологијата во поглед на колаборативно работење онлайн, студентите, односно учесниците ќе го имаат, а нормално дека со текот на годините, значи она што го споменавте во 2017 година, тоа беше 48 часовно нон-стоп работење, во кое што навистина учесниците имаа заеднички простор на располагање, меѓутоа и тие и тогаш имаа потреба да го напуштат тој простор, малку да се одморат. Низ годините се виде дека има потреба и има можност од ваков физички прекин на активностите на тимовите, така да затоа наместо 2 дена или 48 часа активна работа деноноќна, ја поместуваме во 3-дневна работа од по 8 до 10 часа во текот на денот активно да се работи заедно на иста локација. Исто така планирате и физичка активност. Токму така. Нешто што барем досега не сум слушнала дека го има на хакатоните. Видете вака, телото и умот прават една целина и во даден момент има потреба и едното и другото да се одмори или да му се даде друга активност, тотално спротивна од она што во континуитет се случува, за да се дадат подобри резултати. Значи, во сите 3 дена предвидени се тие физички активности, ќе се трудиме, нема да ви ги открием кои се сега. Тоа дополнително. Да, нека биде мала тајна, уште поголем предизвик кај учесниците, за да може да едноставно внесиме малку интересни моменти во она што значи размислување, креирање на идеи и така натаму. Добро, можам да забележам дека навистина изминатиот период напорно сте работеле за да подготвите агентата, да ги повикате гостите, нели, кои што ќе треба да ги одржат тие мотивацијски предавања, нема да ги речам предавања, туку ете можеби обраќања, да, поделување на идеи, на приказни и така натаму, се со цел нели да ги мотивирате студентите, учесниците и средношколците, нели, кои што ќе бидат на хакатонот, да дадат се најдобро од себе и да направат нешто со што навистина би се гордееле онатаму.
третиот ден, значи на 26-ти, тие ќе треба да го завршат она што го сработиле и да се подготват за презентација, за успешна презентација. Рековте веќе ќе им понудите, ќе можат да слушнат или да им се укаже како треба таа да изгледа од експертите кои што ги имате покането и потоа да ги презентираат пред жири, пред комисија која ќе ги оценува нивните трудови. Комисијата е веќе избрана и подготвена за да проследи. Очекувате колку да имате трудови, ако можам така да речем, или апликации готови? Значи, видите, во овој момент не може да се каже колку ќе имаме крајни идеи. Може да се случи некои да останат недоработени или? Може, значи се е оставено затоа што не е ова некоја шема по која што секој мора. Штом веќе дошле, нивната идеја ќе биде да завршат со идеја и да ја презентираат, значи тоа е сепак главниот мотив зашто се тука присутни тие 3 дена и работат. Меѓутоа може да се случи, значи така да не можам во моментот да излезам со бројка дека очекуваме толку и толку идеи да ги добиеме како финален производ после 3 дена кои што ќе излезат пред жирито. Многу од учесниците се пријавуваат како тимови, меѓутоа имаме и такви кои индивидуално пристапуваат, што значи дека ние ќе треба да ги формираме тие тимови кои што ќе работат во наредните 3 дена во рамките на хакатонот. Припремата за презентирањето е една многу голема активност во која што ќе имаме и насоки кои што ќе им ги дадеме со цел да не лутаат во тој процес, затоа што и тоа е една многу голема школа. Значи, вие може да имате многу добра идеја, ама кога лошо ја испрезентирате, може да изгуби во поглед на нејзиното рангирање. Токму затоа, значи, тој процес го имаме подеднакво важен како и креирањето на идеја и ќе се потрудиме максимално да пренесиме знаење и насоки кај студентите, затоа што кога ќе размислите за хакатонот како активност, има повеќе цели, не е само креирањето на идеите, туку низ процесот на работа да се изградат некакви меки вештини кај учесниците, нешто што многу недостасува и што се бара во суштина универзитетите и факултетите поединечно да им го дадат на своите студенти. Тоа не е нешто што може преку теоретска настава да се даде. И токму затоа хакатоните се како активности во кои што има сублимат на повеќе меки вештини кои што учесниците може да ги изградат. Еви, например, едното е тимската работа. Втората е комуникацијските вештини, третата е презентерските вештини. Значи, сето тоа, во суштина, е нешто што како една придобивка ќе го понесат студентите независно дали нивната идеја била рангирана прво на највисок ранг, како првостепено, значи, или пак нема да добие награда. Сепак, студентите несвесно понесуваат многу знаење и изградба на тие меки вештини. Предпоставувам дека и комисијата која ќе ги следи презентациите и ќе ги оценува на крајот, сепак тука треба да бидат и лица кои што ја познаваат проблематиката која што е поставена како предизвик на хакатонот и ќе знае да ги одбере оние најдобрите. Услови за работа обезбедени, перфектни. Рековте, на факултетот за информатички и комуникацијски технологии ќе работат на третиот кат, одлично опремен, секој тим ќе има посебна просторија, но предпоставувам и дека професорите, експертскиот кадар од факултетот за информатички и комуникацијски технологии тука можеби ќе се најде некои од професорите и како ментори за одредени проблеми на кои што ќе најдат при подготовката на апликациите, како да ги наречам веќе. Да. Значи, реално имаме две групи на возрастни луѓе, ќе ги наречам затоа што не сите доаѓаат од факултетот, кои што ќе бидат вклучени во самиот процес. Од една страна, значи, се учесниците, меѓутоа од друга страна имаме луѓе кои што ги нарекуваме ментори, кои што ќе ја следат нивната работа. Имаме тимови кои што доаѓаат со ментори. Најчесто ни се тоа од средните училишта, затоа што и нивниот пристап и начинот на кој што се организирани досега покажал дека така има најдобри резултати, а сепак се тоа и помлади лица, значи кои што не им е толку познат факултетскиот живот, локацијата и сето тоа, па има потреба од некаква поддршка од страна на нивните наставници, што е за големо поздравување, затоа што ретко кога средношколците би се решиле сами да дојдат и да влезат во едни вакви активности. Од друга страна пак имаме студенти кои што сами се организираат или пак нови тимови кои што сплет на околности допрва ќе се запознаваат.
така да за да имаат насока, значи затоа што оваквата работа многу често може да се залута во некој правец кој што после ќе придонесе да не може на крајот да се искристализира идејата. Имаме ангажирани ментори кои што ќе бидат присутни и ќе циркулираат околу тимовите за да можат да помогнат во тој дел. А од друга страна пак кога сме кај жирито, значи жирито можам да споменам само бројка и не имиња за да сепак ја зачуваме нивната автономија во делот на гласањето, да 7 члено жири, значи станува збор, со тоа што имаме експерти во областите, кои што се дадени како предизвик на овој хакатон, експерти од делот на дигитализацијата, тоа се, еве ќе открие мала тајна, представници на успешни стартап компании во нашиот град, и после тоа имаме застапеност на партнерите кои што се во проектот, вклучени во Colors, значи од самиот почеток, нивни представници и представници на јавните институции, затоа што сите тие ги сочинуваат оние 4 хеликси кои што или 4 сектори кои што се составен дел на самиот проект Colors, а тоа се бизнис секторот, јавниот сектор, академијата, односно универзитетот и граѓанскиот сектор. Сега да прашувам за награди. Јас би оставила тоа малку дека биде нешто кое што ќе биде изненадување за учесниците. Секако дека секој не може да добие награда затоа што се губи и идејата на смислата на надпреварувањето. Меѓутоа, факт е дека оние кои што тоа ќе го добијат, ќе биде нешто кое што можеби ќе им го одбележи животот во иднина. Да видиме. Универзитетското радио УПЛ ФМ Битола ќе биде тука да ги проследи сите 3 дена од одржувањето на хакатонот. Но за крај уште едно прашање сега би сакала. Рековте дека практично на сите универзитети членки на Европската универзитетска алијанса Colors се одржуваат или ќе се одржуваат хакатони. Ме интересира, имате ли информација дали најдобрите од сите универзитети можеби ќе се представат на некој повисоко ниво заедничко, каде што ќе можат да бидат видливи, не само да биде тука на нашиот универзитет, во нашата земја, туку можеби во Италија, Шпанија, од секаде каде што има нели членки Colors. Видете, идејата ви е многу добра и во таа насока и ние размислуваме. Меѓутоа морам да кажам дека проектот се наоѓа токму на средина од процесот, значи првите 2 години се поминати, се соочивме со голем број на предизвици и организирањето на сите овие нешта кои што навидум се многу едноставни од како ќе се изорганизираат. Тоа може така однадвор да изгледа. Да, само однадвор, имајќи во предвид дека станува збор за голем број на стейкхолдери, учесници од целокупната заедница да се донесат на универзитет, да ги прифатат условите под кои што работи универзитетот и при тоа да дадат свој придонес и да почнат како и досега, меѓутоа со многу позасилено темпо и со многу поголема длабочина да го гледаат универзитетот како свој партнер. Навистина не е лесно. Така да ова прашање кое што сега ми го поставивте, најверојатно ќе биде тема на размислување во наредните 2 години или можеби уште наредните 4 години, затоа што проектот доколку се покажи како успешен и алијансата функционира добро, можностите за негово продолжување со финансирање од страна на Европската унија се многу големи и тоа е всушност и тенденцијата, целта. Така да, најверојатно, оно што сега го спомнавте ќе биде некоја идна цел да најдобрите или победниците на сите овие хакатони на годишно ниво, затоа што во 9 универзитети, значи ние ќе имаме 9 победници, би биле пласирани на некое повисоко ниво или поддржани да одат понатаму во процесот на доразвивање на идејата во европски рамки и на тој начин се покажи и успешноста на поединците и успешноста на универзитетите каде што се одржале хакатоните, меѓутоа и успешноста на алијансата по поглед на креирање на вакви идеи. Професор, тука ќе го завршиме разговорот. Ќе посакам успешно реализирање на хакатонот. Подсетуваме од 24 до 26 ноември UCLO Colors хакатон. Првиот ден веќе кажавме во студентскиот информативен центар, поточно во лабораториумот сместен во студентскиот информативен центар. Следните 2 дена на факултетот за информатички и комуникацијски технологии. Очекуваме голем број на студенти, на средношколци,
да го покажат она најдоброто од себе и да не се плашат. Тука секако ќе бидат и менторите кои ќе им помагаат, нели, секогаш кога за тоа ќе има потреба. Се надевам немате трема пред одржувањето или таа е она пријатна вознемиреност кога веќе знаете дека работите се при крај, дека 99% од работите се завршени. Видете, предизвиците се на сите страни, така да и кај нас, да овој хакатон заврши во најдобар ред, да имаме интересни идеи кои што ќе можат понатаму да се развиваат, да имаме голем број на учесници и она што и досега сме го покажале во Алијансата, иако сме единствена членка на Алијансата која што не е член на Европската Унија, да покажеме што се знаеме и умееме, а верувајте ми, досега сме навистина меѓу првите, така да и овај пат очекуваме хакатонот да помине во најдобро светло, да имаме убави идеи, да имаме убава атмосфера, работна, мотивирачка и едноставно да предизвикаме ситуација едва да се чека наредниот хакатон за следната година. Ви благодарам за разговор. Ви благодарам и вас на поканата, посакувам успех и на вашето, односно нашето Укло FM радио. Моите мисли танцуваш ти, живееш овде во нив. Повторно се прашувам, но не знам дали веќе ме преволи ти. Откако нема нас, спијам сама, некако знам не крај. Чувствувам разделбата е илузија, не сакаш и повеќе знам. Ти си мој, само мој. Каде да одиш, секогаш ќе останеш мој. Само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Секогаш мој. До небо, небо високо. Од небо до дно. Чувствуваш, знам, вела дека не си сам, но во сите ноќи јас сум ти единствен здрав, ти си мој. Каде и да одиш, секогаш ќе останеш мој, само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Само мој, каде и да одиш, која и да дојде, до крај на ова време, секогаш ќе останеш мој, само мој, до небо, небо високо, од небо до дно, до небо, небо високо. Толку во денешното издание на емисијата Студентски парламент. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете на 90,8 МГц.
свет на лаги, само ти си вистина. Среден мрачен океан, единствен остров светлина. Ко бос да газам преку жар, брзам да ти преидам праг. Маска отфрлам и срце отворам, да ми кажеш пак. Разголи ми ја душата, покори ми го телото, и звездите ке навезат за нас, срце преку небото. Разголи ми ја душата, покори ми го телото, и звездите ке навезат за нас, срце преку небото. Разголи ми ја душата, покори ми го телото, и звездите ке навезат за нас, срце преку небото. Разголи ми ја душата, покори ми го телото, и звездите ке навезат за нас, срце преку небото. Разголи ми ја душата, покори ми го телото, и звездите ке навезат за нас, срце преку небото. Укло ФМ Битола, ноември 2025 година. Укло ФМ 90,8. Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk